Добар ден, почитувани љубители на фудбалот. Денеска се игра надпревар помеѓу екипите на ЖФК Љуботен и ЖФК Деспина од Прилеп. 18 коло, стадион Амаса Тетово. Најпрви да ги представиме фудбалерките на домашната екипа. Со број 1 Лековска Магдалена, број 2 Јовановска Ива, број 4 Дефреитас Азеведо Жозеане, број 7 Едита Силва Присила, број 8 Марковска Александра, број 10 Хусейн Сара, број 11 Миловановиќ Анџела, број 15 Китановска Росана, број 19 Димовска Ивана, број 27 Петровска Елена и број 99 Лискано Перес Јолеидис Марија. Кај гостинките на голот Павловска Кристина, број 2 Петровска Теодора, број 4 Тасева Симона, број 7 Илиевска Анастасија, број 8 Зафировска Ангела, број 9 Тодосова Ива, број 10 Милеска Катерина, број 13 Боризовска Ана, број 17 Јанковска Теодора, број 18 Настовска Михаела, број 22 Ефтинџиевска Сара. Капитен кај гостинките Милеска Катерина, кај домашните Лековска Магдалена. На главен судија Младеновски Маријан од Скопје, помошник Петковска Бети Куманово, втор помошник Ивановска Татјана од Куманово. Убаво време за игра. Да видиме. Први со топката ќе играат домаќинките. Почеток на надпреварот. Марковска до Миловановиќ, Миловановиќ назад до популарната Лулу. Младата Китановска Росана, Јовановска, Лулу, повторно до Китановска, десно тука за Петровска, Миловановиќ, Хусейн, но топката за Тодосова и Ива. Петровска Теодора, за Настовска Михаела, со топката е Ефтинџиевска. Тука Ангела Зафировска и топка за Лековска. Љуботенки тргнуваат од својот 16-сетник. Лулу, Јовановска, Јовановска за Лискано, Лискано враќа назад до Лулу, топка за Хусейн, долга топка, диагонална топка за Хусейн, Миловановиќ, Марковска, еве ја Петровска, да видиме. Повторно топка за Марковска, еве во напад Сара Хусейн, но топка за Тасева. Тасева до Милевска. Искусната фудбалерка на ЖФК Деспина, репрезентативката Катерина Милевска. Јовановска тука во борба со Илиевска, да видиме, само гол аут. Топка за Лековска. Мирен почеток. Лулу, Китановска, Петровска, топка за Сара Хусейн, еве ја Марковска,
Дупло проигрување тука со Хусеин, Присила, Миловановиќ, топка за Јовановска, убава дијагонала, но пресилно тоа за Јовановска. Гол аут. Тргнуваат гостинките. Павловска Кристина проигрува тука со Милевска. Милевска за Петрова. Да видиме. Еве долга топка за Теодора Јанковска, но Петровска во првиот корнер за гостинките. Корнерот ќе го изведе Настовска Михаела. Убаво нафрлање во 16-никот и убав шут со глава на гостинките, прва закана на ЖФК Деспина. Тасева Симона беше во прилика за гол, но Лекоска го скроти овој удар. Петровска. Хусейн, но недоразбирање. Аут за гостинките. Абе седи више, ајде. Да видиме. Тодосова. Марковска. Овој пат аут за домаќинките. Аут за Петровска. Назад до Лулу. Лулу длабоко тука за Лискано. Убав прием на Лискано. Повторно Марковска. Да видиме. Сара Хусеин е во убава прилика. Легува во 16. Убаво топка за Присила, но пресилна. Но упорната Присила ја стигна оваа топка. Еве топка за Марковска. Да видиме. Блокираше тука Милеска. Тасева. Но не искористија тука гостинките. Нова шанса за Љуботенки. Но сепак непрецизно до Лискано. Еве ја младата Димовска. Настовска. Лулу. Лулу до Присила, непрецизно. Димовска. Тасева тука скратува една акција на Љуботенки. Настовска, но сепак Петровска ја прифати таа топка. Марковска. Гостинските креираат нов напад. Петровска. Петровска за Настовска. Миловановиќ. Браво, Анđела. Во аут. Корнер за Тодосова. Аут, се извинувам. Аут за гостинките од Прилеп. Почитува тука судијата предност и уште еден аут. Еве еден поздрав тука за колегата Борим Муслију. Се придружува кон овој натпревар. И да ги споменеме овие спонзорите. Тоа е ресторан Drink and Food читална. Ви возможува секој петок и сабота пријатна забава, жива музика, се разбира. Добар ден, колега. Добар ден. Фала ти, колега. Сега Присила ја гледаме, има добра шанса, но тука интервенираше голманот на
Павловска Кристина. Да видиме дали се ќе биде во ред, дали имаме слободен удар. Очекуваме да видиме Маријан Младеновски, главниот судија, што ќе покажа. Денеска е времето убаво во АМЦ Тетово да се одигра ова 18-то коло помеѓу екипата на ЖФК Љуботен и Деспина од Прилеп. Се уште 0:0 резултатот. Очекуваме голови и добра атмосфера. Сега гледаме Ива тука одигруваше од аут линијата со Марија, но сепак останува топката кај играчите на Деспина, Кристина Павловска. И да напоменеме, драги гледачи на Тетовски спорт, дека Љуботен после ова 18-то коло уште се задржува на првото место, каде е бод предност пред Тиверија и 2 бода пред Саса од Каменица, и се надеваме дека во останатите 5 кола, престојни 5 кола, ќе го задржат тоа водство со желба и да појачаат. Добри амбиции годинава имаат Љуботенки. Се надеваме на шампионска титула, да остане тука во Тетово, како што започнавме, така и да го завршиме првенството. Да се навратиме на фудбалот малку. Гостинките во Бродор, тоа беше настоска, но не можеше покрај 3 фудбалерки на Љуботен. Лискано. Присила. Скратено приз. Еве убава топка тука за Сара Хусейн, влегува во 16-етникот. Убава топка тоа беше, но немаше никој од позадината да се уфрли. Младата Димовска, топка за гостинките. Ефтинџиевска. Лулу, Миловановиќ, Марковска, Петровска. Проигрување со Сара Хусейн, да видиме. Еве топка за Петровска, убав пас тука. Уште едно нафрлање тука, но Павловска Кристина сигурна. Убава проценка на младата Павловска. Резултатот останува непроменет. 10-та минута од надпреварот. Да видиме. Јовановска и Илиевска тука. Присила. Лулу за Присила. Присила оди ова убава топка за Сара Хусейн, повторно во 16-етникот, топка за Марковска, и да видиме, сепак судијата покажува играта да продолжи. Дали ова грешка на судијата? Нема тоа да го коментираме, продолжува надпреварот. Петровска, еве го првиот корнер за Љуботенки. Марковска ќе го изведе овој прв корнер. Да видиме. Има гужва пред 16-етникот на Павловска. Убава топка. Дали сега контрафаул. Контрафаул. Играта продолжува. Милевска. Исто така да напоменеме, значи спонзор на надпреварот е и турскиот ресторант Патара,
која се наоѓа во близина на градската болница во Тетово, кој ни овозможува овој надпревар да се пренесува према вашите екрани, но сепак уште немаме голови во овој надпревар помеѓу екипата на Љуботен и Деспина. Има уште да се одигрува првото полувреме. И тестираат уште силите. Да, Тестирање на силите. ова е 18-то коло, имаме значи уште 4 коло до завршување на ова сезона, да видиме дали Љуботен ќе го задржи првата позиција, како што е лидер на табелата и ќе го донесе титулата во Тетово. Сега гледаме Анџела Миловановиќ за Марија, одлично подгруване сега. Анџела Миловановиќ се обидуваше, но тука успешно реагираше Кристина Павловска, голманот на Деспина. Сепак остануваат љуботенките на напад. Александра Марковска додава за Марија, но тука влегува Катерина Милевска, капитенот на Деспина. Сега пак расчистуваат, но гледаме голем пресинг од љуботенките, никако да се одвојуваат од 16-тикот. Сега Приси додава за Ива од левата страна, паѓа тука, но Маријан покажува да настави надпреварот. Сега ја гледаме Милевска Кристина, една долга топка. Да видиме дали ќе биде закана за љуботенките. Не, тука спречува Петровска Елена, ја држи топката. Сега одигрување со Анџела Миловановиќ. Сега враќа кон Лулу. Лулу со Сара Хусейн од десната страна. Додава за Александра. Сега една пирамида гледаме тука, но сепак едно недоразбирање од десната страна на Александра. Остана 16. Сара Хусейн и да, останува топката кај голманот на Кристина Павловска од Прилеп. Сега долга топка, но тука спречува Тимовска. Средниот сега да видиме што ќе покаже главниот судија Маријан. Слободен удар. Денеска ја немаме и Стефи, која се жали на повреда. И Како исто и српската интернационалка Сања Радковиќ. Сања Радковиќ, да. Еден од најдобрите играчи во Паузира поради жолти картони, малку е ризично и затоа е поставена Александра се обидува директно кон голот и 1:0. Александра води Љуботен со 1:0. Еден убав прецизен шут од 30 на метри, можеби овај евро гол на љуботенките го изненадува Кристина Павловска. Не очекуваше дека Александра ќе шутира директно кон голот, но ете, тоа се случи. Се е можно во фудбалот и водат играчите на Љуботен со 1:0. Враќат назад сега играчите на Деспина. Ја отварат од десната страна, но нема ниту еден играч таму, само аут за љуботенките. Еве се отвори резултатот во 17-та минута, каде љуботенки успеаја да дојдат во водство преку убавиот шут на Александра Марковска. Како и вообичаено, Александра знае да шутне од овие позиции, тоа е нејзина позиција и успеа да ја совлада младата Кристина Павловска. Убаво отварање на резултатот. Преостанува да видиме што ќе се случува до крајот на надпреварот. Еве уште една акција на љуботенки, Сара Хусейн. Но неуспешно тука. Шири раце Сара Хусейн, може би бараше рака од Настовска Михаела. Да видиме Тасева. За Тодосова. Сега Милеска. Милеска до Петровска. Долга топка за Јанковска Теодора.
две фудбалерки, многу искусни кои долго време играат заедно, како во тимот, така и во репрезентативниот дрес. Еве Петровска, Сара Хусейн, да видиме. Миловановиќ сакаше да проигра меѓу двата штопера на Деспина до Присила, но топка само за Павловска Кристина. Еве, како и обично, тргнува со Ката Емилевска. Фаул за гостинките. Брзо изведена. Еве Настовска проба оддалеку да ја изненади Лековска, но непрецизен удар на голот. Сега Љуботенки тргнува од својот 16-сетник. Убаво време. Гледаме и доста публика на стадионот на Амаса Тетово. Како и сите други надпревари, Љуботенки ги пратат голем број на навивачи. Женскиот фудбал стана доста атрактивен и активен во Тетово. Можеби со доаѓањето на засилување од играчите од странство, од Бразил, од Србија и во другите клубови, тоа овозможува да стане што поинтересно фудбалот. Фудбалот во Македонија, тачно, во женскиот фудбал, и затоа имаме и поквалитетна лига, можеме да кажеме, но ние очекуваме, значи, Љуботен да биде шампион, за да ги следиме и европските надпревари, за да биде што поинтересно и за гледачите, за сите љубители на спортот. Аут сега за гостинките, ќе го изведе Тодосова Ива. Убаво проигрувањето. Со број 18 проба да ја изненади повторно, Настовска беше на шут, но all out. Беше поблиску од претходниот пат. Може би ќе видиме и некој прецизен удар на гостинките. Лулу до младата Китановска. Миловановиќ. Марковска до Петровска. Мало недоразбирање. И повторно аут за гостинките. Задолжена за аутите е Тодосова Ива. Јанковска. Младата фудбалерка Китановска успеа да се избори за аут за својата екипа. Петровска до Марковска, проигрување тука, Присила. Јовановска за Лискано, брзоногата венецуелка Лискано Марија. Не дозволи тука фудбалерката Тасева Симона да се пробие Лискано. Да видиме, крадат топка гостинките. Настовска. Младата Димовска сега овој пат беше поуспешна. Јовановска. Во Љуботенки гледаме три младински фудбалерки кои успешно се снаоѓаат во првиот искусен тим на Љуботенки. Да видиме, Присила, убава топка и 2:0. Убава пласирана топка од околу 17 метри на Едите Силва Присила. Резултатот е 2:0. 23-та минута од надпреварот.
Резултатот во корист на домаќинките 2:0. Една убава акција на домаќинките и се добивме добар резултат. Еве ги гостинките почнуваат повторно грешка. Лискано не успеа топката да дојде до Сара Хусейн. Јовановска до Китановска. Китановска враќа за Лулу. Проигруваат тука двата штопери на Љуботенки. Младата Китановска и искусната Лулу. Има што да научат младите од овие искусни фудбалерки. Аут за гостинките. Браво, Анџо. Аме го дојде да знаеш. Проигрување од играчите на Деспина. Сега влегува тука Сара Хусейн со Ангела Зафировска, но враќаат назад Симона Тасева до Ана Базировска. Сега гледаме нова офсайд позиција, откако Приси сакаше да доигрува тука со Марија, но сепак помошник судијата Татјана се извинувам, Татјана Ивановска од Куманово покажува дека офсайд позиција. Можеби ова беше и третата шанса за екипата на Љуботен да дојде во третиот гол, но сепак има уште за одигрување. Сега капитенот Катерина Милевска враќа кон Симона Тасева. Симона одигрување тука со Михаела. Михаела до Теодора. Михаела пак враќа назад до Сара. Михаела се обидуваше тука, но влегува Анџела Миловановиќ и ја освојуваат ова топка. Сега Сара Хусейн сакаше да проигрува тука со Марија, но успешно читаше Симона Тасева. Сега остануваат Деспина на напад. Сара директно кон голот и само гол аут. Можеби ова беше и првата закана за екипата на Деспина да дојде да го намали резултатот, но сепак останува 2:0 за екипата на Љуботен. Има уште да се игра. Магдалена Лековска додава за бразилката Лулу. Сега од левата страна Ива до Пресила Едите. Пресила добра шанса за Марија, не е во офсайд Марија. Да видиме, враќа за Александра. Александра се обидуваше, но тука Катерина спречува во одбраната. Сега останува топката кај Кристина Павловска. Гостинскиот голман. Беше добра шанса за љуботенките да дојдат и во третиот гол. Сега долга топка, но сепак останува топката кај играчите на Деспина. Сега ја гледаме Ана од десната страна, но тука спречува Китановска. Сега аут за екипата на Љуботен. Јовановска Ива му го додава за Лулу. Бразилката ќе се обидува од аут линијата. Долга топка до Анџела Миловановиќ, но тука реагираше играчите на Деспина. Сега остануваат пак на напад. Се е во ред. Тука е близко и главниот судија Маријан. Остануваат на напад играчите на Љуботен. Сега Александра ја гледаме од левата страна. Да видиме што. Слободен удар.
покажува главниот судија. Има измена во гостинската екипа. Веројатно некој од фудбалерките не може да го наследи преверот. Да. Играчот под број 2 Теодора Петровска се жали на повреда и наместо неа да видиме кој од играчите ќе го замени. Да видиме само бројот. Симона Парапанска на местото на Теодора Петровска, кој го напушти надпреварот. И сега Лулу додава за Сара Хусеин, враќа пак кон Лулу Китановска. Тука бара топка Елена. Добра топка од Китановска. Сега ја видиме Елена до Марија. Пак едно проигрување, но тука расчиштуваше одбраната на Деспина. Сепак Анџела Миловановиќ до Сара Хусеин. Сара. Десно за Александра. Александра додава тука за Сара Хусеин. Но влегува Симона Тасева, враќа назад. Но сепак топката останува кај љуботенките. Лулу, долга топка до Марија, но тука е капитенот Катерина на Деспина. Катерина враќа назад. Сега гледаме Михаела, додава десно таму. Сара до Ангела. Но тука спречува одбраната на Љуботен. Елена додава за Приси. Приси сега ја гледаме од десната страна, менја позиција. Александра до Приси. Приси држи топка, враќа кон Анџела Миловановиќ, Сара Хусеин, но тука расчистуваше одбраната на Деспина. Сега остануваат на напад Мејала Настовска. Додава десно за Сара. Враќат назад. Затворени се од одбраната на Љуботен. Подигруваат назад. Сега Ангела додаваше тука за нововлезената Симона, но сепак останува топката кај Љуботенките. Приси враќа назад кон Анџела. Анџела бара со Елена да проигрува тука, но беше затворена позицијата и враќа назад кон Китановска. Китановска сега до Лулу. Лулу враќа назад. Ива до Лулу. Китановска бара топка Елена. Но сепак проигрување во одбраната на Љуботен. Младата Димовска до Марија. Марија, добра шанса до Ива, но тука затвараше капитенот на Деспина. Сега остануваат на напад играчите на Деспина. Ја гледаме Теодора Јанковска. Враќа кон Симона. Симона до Сара. Сара до Михаела. Но тука спречува успешно Љуботенките. Сега Присила ја гледаме. Присила. Иде сам Присила, добро прегрува Сара Хусеин. Дали ќе биде гол? Не, само гола. Корнер, се извинувам, корнер, од како последно играше еден од бранбената линија на Деспина. Можеше да биде и третиот гол за Љуботенките, но сепак корнер за екипата на Љуботен. Да видиме дали Александра. Марковска ги изведува овие. Да. Слободни удари, волоти и овие корнери. Така да се надеваме дека и овој пат ќе го изведе Марковска.
Да видиме какво нафрлање ќе има тука Марковска. И директно од корнерот. Александра Марковска директно од корнер, конечно овој удар и беше повторен повеќе пати и со Саса Каменица и со Тиверија, но овој пат успеа Марковска директно од корнер да погоди во голот на гостинките. 3:0. Тоа имаш ти куено? Тоа имаш. Убав, прекрасен удар на Марковска. Значи, ќе повторам уште еднаш. Саса, со Саса имаше 2 или 3 вакви удари, со Тиверија исто така имаше, но тогаш само пречката беше сојузник на Марковска, овој пат и успеа. Гостинките тргнуваат по трет пат од центар. Ефтинџиевска таму за Илиевска, Илиевска за Настовска. Ива Јовановска ја исфрла оваа топка. Хусеин странично за Јовановска. Младата Јовановска успеа да се избори за аут. Беа во понтрк со фудбалерката на ЖФК Деспина Илиевска, но Јовановска беше во овој дуел поуспешна. Лулу ќе биде ќе го изведе овој аут. Видиме. Миловановиќ. Исто така и Миловановиќ има убав шут од далечина, но покрај десниот директ на гостинките. Анđела Миловановиќ, српската интернационалка, минатата година имаше доста успешни удари од оваа далечина, па затоа и пробува да ја изненади голманката. Гостинките во напад, Боризовска, топка таму за Тодосова, Ива, да видиме, Лулу во корнер, во аут се извинува. Да, тоа е аут за гостинките. Еве ga Боризовска. Дали ќе стигне ова топка Теодора Јанковска, сепак пресилна е оваа топка. Гол аут, топка за Лековска. Рано го отворија резултатот Љуботинки. Дојде во водство од 3:0. Предпоставуваме атакуваат код новите 3 бода, но има многу за играње. Има уште едно цело полувреме. Ќе го со успешен резултат Љуботенки ќе го зачуваат првото место на 4 кола пред крајот на првенството. Наредното коло 19 се игра исто на стадионот на Амаса Тетово. Следни гостуваат екипата на ЖФК Борец од Велес. Ќе биде тоа еден интересен, убав дуел, каде што во првиот дуел резултатот беше 1:1 во Велес, така да очекуваме еден убав надпревар.
видиме гостинките кружат тука околу 16-терецот на љуботенки, но Лискано краде топка, Маркоска за Присила. Приз до Лискано, проигрување, Маркоска. Сега топка за гостинките, Јанковска до Тасева, која се приклучи на нападот за кратко. Сега Јовановска. Ја гледаме Лискано Марија во секој дел од теренот ја има брзоногата венецуелка Лискано. Милеска за Настовска. Да видиме дали ќе има нешто од овој напад. Интересен напад на гостинките, кои се пробиваат полаку кон 16-терецот на љуботенки. И еве еден удар од далечина на Ефтинџиевска, но Магдалена Лекоска, лесен плен беше ова за неа. Го скроти ударот, љуботенки повторно во напад. Лулу до Китановска. Китановска до Петровска. Петровска за Маркоска. Маркоска една многу искусна фудбалерка и љуботенки мислим дека го направија најдобриот трансфер оваа зима со доаѓањето на Александра Маркоска од ЖФК Скопје. Исто така и Петровска Елена дојде од екипата на ЖФК Скопје, па така да екипата на ЖФК Љуботен доби убав тандем. Лискано сега до Петровска. Петровска до Сара Хусейн. Присила. Петровска. Лискано. Како што кажав и претходно, Лискано ја има по целиот терен. Петровска. Враќа назад за Китановска. Маркоска. Сара Хусейн. Убаво мислеше да ја преигра Присила, но искусната Милеска е тука. Миловановиќ. Лискано. Сара Хусейн. Топка за Присила. 4:0. 4:0 за екипата на Љуботенки. Стрелец на голот Едите Силва Присила. Втората бразилка која дојде на полусезона во Љуботенки. Тоа е едно добро засилување, кај што Присила беше стрелец на многу битните надпревари кои што се одиграа со САСА, ги постигна двата гола и исто така голот со Тиверија во Струмица. Беше стрелец. Добро се наметна Присила во екипата и покажа дека управата на Љуботен нашле ја пронајдоа вистинскиот центарфор. Продолжуваме понатаму. Милеска за Ефтинџиевска. Повторно проба да ја изненади Лекоска, но ова беше високо над голот. Имаме уште околу 2 минути до крајот на првото полувреме. Видовме 4 убави гола. Оној на Маркоска од 30 на метри беше еврогол. Лулу. Младата Димовска. Димовска до Присила. Присоди топка за Лискано во диагонално.
дуел со Зафировска, Ангела. Еве Лискано оди во 16-никот, тоа е незината страна. Ја проигрува Марковска. Марковска за Миловановиќ. Миловановиќ враќа назад на штоперските позиции Лулу. Димоска. Повторно назад. Китановска. Ја смируваат играта љуботенки при крајот на првото полувреме. Судијата погледнува на часовникот. Марковска, Китановска. Китановска до Миловановиќ. Повторно назад за Китановска. Играат љуботенки тука на својата половина и тргнуваат одма во контранапад преку брзоногата Лискано, но Кате Милеска. Сепак да не заборавиме дека Деспина ја имаат Кате Милеска во на штоперската позиција. Аут за Зафировска. Топка за Парапанска, која ја замени Петровска, која се жалеше на повреда. Повторно љуботенки на својата половина. Китановска за Петровска. Миловановиќ. Лулу. Лулу за Присила. Прецизна топка на Лулу. Убав шут на Присила, но покрај десниот агол. Сама се избори за шанса бразилката Едите Силва Присила. Да видиме Парапанска. Тука за Настовска. Не можат фудбалерките на Деспина некако да го пробијат оној среден ред на љуботенки. Тука некако им запираат акциите, така да немаат многу работа штоперките на љуботенки. Китановска. Миловановиќ. Присила. Назад за Китановска. Љуботенки доста проигруваат на својата половина. Затоа и траат долго овие нивни напади. Китановска. Марковска. И судијата од Скопје Младеновски Маријан означува крај на второто полувреме. Првото полувреме, драги гледачи, ние како да сакаме да започне второто полувреме. Се гледаме за кратко. Почитувани гледачи, се враќаме во второто полувреме на помеѓу надпреварот на ЖФК Љуботен и ЖФК Деспина од Прилеп. По првото полувреме 4:0 за љуботенки. Дај му нека ми треби мене да ми требени да ми дават. Почеток на второто. Гледаме има и една измена кај љуботенки. Во игра е Джероска Марија. Само да видиме чиво место е. Исто така има и промена во голманската позиција кај љуботенки.
Лекоска ја напушти играта и се даде шанса на младата Павловска Мила. Јовановска, Петровска, Миловановиќ, дупро проигрување тамо со Петровска. Долга топка тука беше за Присила, но Тасева во аут. Петровска, Марковска, повторно Петровска, фаул за Љуботенки. Фаулот го направи Ефтинџиевска Сара. Миловановиќ за Марковска, Марковска за Петровска, Присила, фаул за Љуботенки. На околу 28 метри. Да видиме. Овој пат Анđела Миловановиќ. Има убав шут Анđela Миловановиќ. Кажав и претходно дека минатата сезона изненади со неколку шута кои постигна 3-4 многу значајни голови во минатата сезона. Видиме, над голот. Миловановиќ над голот. Ефтинџиевска, Милеска, Тодосова, Лискано, интервенција на младата Павловска, Китановска, Лулу, Димовска, ја изгуби оваа топка Димовска со Настовска Михаела. Еве повторно Ефтинџиевска. Имаше неколку обиди во првото полувреме. Со број 7 Илиевска Анастасија. Еве. И прва интервенција на младата Павловска Мила. Китановска, Марковска, Лулу, Марковска, проигрување тука повторно со Лулу, но ја помина Настовска, но не можеше ни Милевска. Еве ги во напад Ефтинџиевска за Теодора Јанковска, но пресечува тука Петровска Елена. Греши Марковска. Во напад се гостинките со број 7 Илиевска Анастасија за Настовска, шут на Настовска и уште една полесна интервенција на младата Павловска Мила. Високо се поставени фудбалерките на Деспина како да покушаваат да дадат гол да го намалат ова водство 4:0 за Љуботенки, но тешко некако им оди. Еве га Џеровска. Значи од игра, како што приметувам, излезена е Сара Хусейн. Китановска. Миловановиќ до Лулу. Српско-бразилски интернационалки. Китановска. Марковска. Јовановска.
Миловановиć. Убаво се ослободи тука од Ефтинџијаска. Димоска, Присила, до Лискано. Да видиме брзоногата Лискано. Одма влегува во 16-терецот. Убав шут и со крајни напори Павловска Кристина ја изби оваа топка во корнер. 51 минута од надпреварот. Останува 4:0. Овој пат Лулу оди кон изведување на овој корнер. Да видиме дали ќе има тука промена или нешто. Сепак не, останува на следниот прекин. Лулу до Марковска. Лулу во 16-сетникот, но не стигна таа топка до Присила, до втората бразилка. Еве Димоска. Миловановиć. Назад за Китановска. Лулу. Милевска. Долга топка до Теодора Јанковска, но тука Петровска Елена го пресекува овој шут на Милевска. Еве Анастовска, но за кратко. Еве повторно Џеровска. Убаво Џеровска тамо по десната страна успеа да се ослободи од една фудбалерка на гостинската екипа. И повторно кратки се фудбалерките на Деспина. Оди сама во продор фудбалерката на Деспина, Ефтинџијовска Сара, која имаше и неколку удари на голот. Некои завршија и прецизно. Еве сега да видиме Присила. Присила и 5:0. Едите Силва Присила го постигнува нејзиниот, мислам дека втор гол на овој надпревар во 53-та минута. Трет гол треба да е тоа на Присила. Хет-трик на Присила. Едите Силва. А ви како сте? Еве уште една измена. Присила оди на клупата, во игра е младата Стевоска Ема. Тоа е најмладата фудбалерка во ЖФК Љуботен. Гостинките играат на својата половина. Првобит на Стевоска. Фаул од страна на Лулу врз Илиевска.
видиме, еве еден напад на гостинките. Китановска ја исфрла оваа топка во еве Сан Марија влегува во шанса и влезе оваа топка под рацете на младата Павловска и 6:0 6:0 во 56-та минута од надпреварот. И по 6-ти пат тргнуваат од центар фудбалерките на ШФК Деспина. Лулу го прекинува овој напад на гостинките. Миловановиќ. Лискано не успеа тука со Джероска да проиграат и сега топка за Милеска. Subscribe на YouTube канала. Пиши го не на Facebook, на YouTube. Еве Миловановиќ тука краде една топка. Да видиме, Стевовска. Топка за Тасева Симона. Тасева Симона до Илиевска Анастасија. Анастасија повторно враќа на Тасева. Убава топка за... Тоа беше Боризовска Ана, но не стигна, бидејќи младата Китановска успеа да ја пресече оваа топка. Еве топка и за голманот, младата голманка Павловска. Марковска. Марковска таму на спротивната страна до Петровска. Лискано. Убава топка за Джероска. Да видиме. Во борба со Ангела Зафировска. Тие две фудбалерки се од школата на Љуботен. Ој заедно биле учеснички во фудбалскиот клуб на Љуботен. Еве Парапанска. Таму топка за Теодора Јанковска. Теодора Јанковска за Настовска. Настовска сакаше да ја проигра Илиевска, но Александра Марковска, позната по Танди, им ја краде оваа топка. Повторно Љуботенки во напад. Аут за Љуботенки. Петровска. Миловановиќ враќа до Петровска, Петровска до Јовановска. Китановска. Гледаме сега кај Љуботенки на млада штоперска позиција на Китановска и Јовановска. Милеска враќа до Павловска. Настовска уште еднаш во акција. Ефтенџиовска. Топка за Илиевска. Бара тука во 16-терецот Илиевска. Но аут за гостинките. Ефтенџиовска за Илиевска. Да видиме каде ќе оди оваа топка. Илиевска враќа назад до Милевска. Милевска до Тасева.
Лулу. Проигруваат тука љуботенки на својата половина. Сега Јовановска прави една грешка. Корнер за гостинките. Теодора Јанковска е покрај топката. Да видиме дали ќе го изведе и она овој корнер. Така е. Убава топка. Миловановиќ изфрла со глава. Еве сега една брза контра на љуботенки. Марковска до младата Стевовска, Стевовска до Лискано. Дали ќе оди Лискано сама во продор? Така е, но сепак ја губи топката. Не можеше покрај три фудбалерки. Ефтинџиевска тука до Милевска. Милевска убава диагонала, сакаше да ја проигра Ангела Зафировска, но топката сепак во нозете на љуботенки, кои одат во брза контра. Проба тука Џеровска. Може би сакаше да центрира, но повеќе изгледаше на шут, но не беше прецизен овој шут на Џеровска. Ево уште една измена кај љуботенки. Од игра ќе излезе Лискано Паес Јолеидас Марија. А во игра влегува втората српска интернационалка Сања Ратковиќ. Еве и една промена во формацијата. Младата Стевовска оди во бековската позиција. Сега штоперот Лулу ќе биде класичен центарфор. Миловановиќ, Ратковиќ, Стевовска. Фаул. Младата Стевовска направи фаул врз фудбалерката на ЖФК Деспина, мислам дека е Илиевска. Да, така е. Илиевска Анастасија се тука во еден дуел настрада од младата Стевовска, но ќе продолжи со надпреварот. Милевска ќе го изведе овој центар шут. Да видиме, оди таа топка во 16-сетникот кон Теодора Јанковска и топка за Павловска. Еве Китановска, Марковска, Миловановиќ, оди бочно таму за Петровска, Лулу, проигрување со Петровска, Џеровска, повторно уште една дупли пас со Петровска, Лулу, проигрување до Петровска, еве га и Димовска, шут на Димовска, но лесен плен за младата Павловска Кристина. Милевска, Милевска до Ефтинџиевска, Ефтинџиевска таму до Тасева, Зафировска, повторно назад до Тасева, топка за убаво, топка тоа беше за Теодора Јанковска, но Петровска не дозволи оваа топка да дојде до неа. Еве сега гледаме и дупла измена во екипата на ЖФК Деспина. Од игра излегува, ако добро гледам, со број 9 Тодосова Ива.
И со број 17 Теодора Јанковска. А во игра влегуваат со број 3 Трипческа Фросина и со број 21 Јандриевска Михаела. Радковиќ, Лулу, назад до Ема Стевовска, Стевовска до Китановска, Китановска до Миловановиќ, топка за Марковска, Петровска, но топката тука за момент ја освои Парапанска Симона, но љуботенки одново ќе креираат нов напад. Марковска, Китановска, Миловановиќ, назад до Китановска, Лулу тука во средината, топка за Радковиќ, Радковиќ назад за Миловановиќ, Марковска, Марковска до Лулу, Стевовска, Миловановиќ, и во напад гостинките. Проигруваат тука Боризовска и со број 7 Илиевска. И проигрување со младата Павловска. Китановска до младата Стевовска. Радковиќ, Стевовска. Но првиот помошник вели опсайд позиција. Веројатно во линија на повлекување беше Радковиќ, затоа и реагираше помошникот, првиот помошник на судијата Младеновски Маријан Петковска Бети. Радковиќ, Стевовска, назад за Китановска, Марковска, Миловановиќ до Јовановска, Петреска, Петровска до Миловановиќ, топка за Радковиќ тука на средината, но до топката дојде Ефтинџиевска. Враќа назад Кате Милевска. Повторно проигрување за Ефтинџиевска. Топка за Настовска, но младата Димовска ја освојува топка, сега Марковска, длабинска топка за Джеровска. Да видиме. Сепак над голот. Не успеа и младата Джеровска да се запише во листата на стрелците на овој надпревар, иако има дадено неколку голови за екипата на Љуботен. Овој пат не успеа, но има уште многу до крајот на второто полувреме. Зафировска враќа назад на Тасева. Тасева за Ефтинџиевска. Ефтинџиевска, да видиме, ја влече тука долго таа топка, но оди на Зафировска. Но аут за домаќинките. Првиот помошник вели дека излегла таа топка во аут. Аут за Петровска. Марковска греши. Да видиме дали ќе има контра сега на екипата на ЖФК Деспина. Илиевска некако тука како да не знае што да прави со топката. Топка таму за Трипческа. И ова заврши без никаква опасност према голот на Љуботенки. Радковиќ.
Еве уште една длавинска топка на Джеровска. Повторно во борба тука со Зафировска. Како што кажав и претходно, тие две фудбалерки почнаат од младинската школа на ЖФК Љуботен, така да добро се познаваат меѓусебно. Овој пат поуспешна испадна Джеровска, која успеа да обезбеди уште еден аут. Овој пат фаул за Љуботенки. Марковска ќе го изведе овој слободен удар, која беше повлечена за дресот од страна на нововлезената Трипчевска. Оди оваа топка во 16-сетникот, но Парапанска ја извлече оваа топка. Сега Миловановиќ во соло продор, но да видиме, повторно дојде шут на Миловановиќ и 7:0. Браво, шутку! Еве, после, да кажеме, подолга голгетерска пауза, успеа да се запише и Миловановиќ во листата на стрелците. 7:0. Ти, слушай, научи да те ради татко, ке ја работам. По седми пат гостинките од Прилеп ќе тргнат од центарот на теренот. Барем нешто те работиш. Се борат гостинките на овој надпревар, но тешко им оди. Да видиме, убава топка на Милевска до Ефтинџиевска Сара. Стевовска тука ја препрати, уште ја држи, но сепак не дојде до Илиевска. Евеа Катерина Милевска, која по поставеноста се надеваме дека влезе малце во формација понапред. Ќе пробаат гостинските фудбалерки да дадат барем еден гол, но дали ќе дозволат фудбалерките на Љуботенки, ќе видиме во остатокот на надпреварот. Има да се игра, не е аут за гостинките. Парапанска. Назад за Тасева. Да видиме. Зафировска тука одеше во соло продор и добива фаул. Овој пат Милевска. Да видиме дали ќе успее да ја надмудри младата Павловска. Има тука околу 30 на метри и сепак високо над голот. Јовановска, Петровска, повторно до Јовановска, Миловановиќ, сепак Ефтинџиевска успеа да ја украде оваа топка. Да видиме Радковиќ до младата Мила Павловска. Интересна комбинација денеска во составот на Љуботенки. Уфрлија доста млади играчи на овој надпревар. Им се дава шанса да во игруваат со овие искусни фудбалерки. Имаат квалитет овие млади фудбалерки. Еве Кате Милевска ја гледаме, оди во соло продор. Ја проаѓа Димовска, убава топка за Ефтинџиевска тука во 16-сетникот. Да видиме. Радковиќ тука ја зеде од нозе топката на Настовска Михаела, која беше спремна на шут,
Марковска. Марковска за Радковиć. Радковиć десно за Петреска. Не дојде оваа топка до Лулу. Да видиме уште еднаш. Гостинките проба, но топка за Павловска. Еве, тука проигрува со Китановска. Китановска до Миловановиć. Миловановиć до Јовановска. Димовска. Ја краде оваа топка Настовска. Да видиме Илиевска. Ефтинџиевска. Милевска. За кратко Јовановска ја имаше оваа топка, но само за кратко. Еве убава топка во 16-никот. И не дојде топката до Илиевска. Гол аут. Топка за Павловска. Китановска. Стевовска. Ема. Марковска. Марковска до Лулу. Лулу до Радковиć. Иде Радковиć сама. Еве уште една главинска топка на Џеровска. И повторно дуел помеѓу Зафировска и Џеровска и уште еден аут за домаќинките. Џеровска, не, сепак Петровска за Димовска. Фаул од страна на Димовска врз фудбалерката Настовска Михаела. Зафировска. Тасева. Тасева до Парапанска. Еве убава топка за Илиевска. Да видиме, младата Стевовска е веќе тука до неа. Веќе е дуплирана Илиевска. Ја држи уште оваа топка. Успеа да пронајде Кате Милевска. Кате Милевска за Ефтинџиевска. Ефтинџиевска за Илиевска, која успешно успеа да го пронајде патот до голот, но младата Павловска сепак интервенираше на оваа топка. Китановска. Стевовска. Стевовска до Радковиć. Радковиć до Миловановиć. Миловановиć до Ива Јовановска. Да видиме. На кратко ја губи Јовановска оваа топка, сепак за Милевска. Еве добива и фаул. Да видиме, обид на Кате Милевска, но во рацете на... Да подсетиме, спонзор на овој надпревар е ресторан Food and Drink Читална, кој секој петок и сабота ве поканува на добра забава и музика, воедно добра скара и исто така тука можете да се сретнете со фудбалерките на Љуботен, кои нивната исхрана, кои тука се хранат. Исто така ресторан Патара, која се наоѓа карши градска болница. Еве и гостинките. Уште еден напад Милевска за Тасева. Тасева за Трипчевска, но Јовановска фаулирана.
Ajde, ovo sudija. Faul za domašните. Petrovska, Markovska, Timoska, Miljeska тука краде една топка, но да видиме. Еве уште еден дуел помеѓу Зафировска и Џеровска, како да ги одмеруваат силите во овој надпревар овие две фудбалерки. Преостануваат уште околу 10 минути од надпреварот. Моменталниот резултат 7:0 за фудбалерките на Љуботен. Хет-трик на Присила, 2 гола на Марија, ако не се лажам, еден на Анđела Миловановиќ и го видовте оној прекрасен удар на Марковска кој директно од корнер постигна убав прекрасен гол. Или па сепак тоа беа 2 гола на Марковска, а еден на Лискано Марија. Џеровска, Марковска, сепак опсајд, нема да биде признат овој гол на Радковиќ. Подигнато знаменцето на првиот помошник Петковска Бети од Куманово. Видиме, Кате Милеска. Ја стигна оваа топка и Андриевска. Топка за Илиевска, тука се бори со Китановска. И да видиме, големо промашување тука на Боризовска Ана. Во убава прилика беше Боризовска Ана, беше сама пред младата голманка Павловска Мила, но сепак не успе убаво да ја прифати оваа топка. Одиме понатаму во напад домаќинките. Така е мрско. Миловановиќ, Марковска до Петреска, Лулу до Радковиќ, една убава диагонала од едниот крај до другиот. Не успеа оваа топка да дојде до Лулу. Да видиме. Фаул за Милеска. Беше повлечена од страна на Радковиќ. Еве Милеска. Кратко тука до Тасева Симона. Тасева Симона до Трипческа. Да видиме. Сепак Јовановска поуспешна во овој дуел. Уште еден аут за домаќинките. Да видиме, Џеровска до Танди. Танди враќа на Китановска. Мала расправа помеѓу Марковска и Настовска. Има по една опомена за двете фудбалерки.
се познаваат овие две фудбалерки од репрезентативниот дрес кои го бранат обете фудбалерки. Јовановска, Китановска, Стевовска, Ратковиќ, Миловановиќ, Јовановска, топка за Петреска, Петровска до Миловановиќ, Димовска, топка кон Лулу, но не стигна оваа топка до неа така прецизно. Да видиме, Ратковиќ, Марковска, Марковска до Китановска, Китановска до Стевовска, Ратковиќ, Стевовска, оди младата Стевовска сама во продор, но сепак ја губи, еве ја освојува, но аут. Аут за Јандриевска. Преостануваат уште 2,5 минути до регуларното време на надпреварот. Овој пат судијата го префрла аутот за домашната екипа. Лулу, Марковска, еве топка за Марковска, поново Ратковиќ. Ратковиќ тамо до убаво ја пронајде Петровска. Да видиме. Сепак Зафировска. Но еве уште една топка за Петровска. Повторно тука топката оди до Петровска, Зафировска. Еве Евтинџиевска. Да видиме, тргнуваат во контранапад фудбалерките на еве га Илиевска. Но Јовановска успеа да се врати да видиме, се жали на повреда младата Росана Китановска, која денеска имаше чест да го одигра целиот надпревар. Забележуваме тука позади голот на домаќинките Зоки Швајн, наш редовен гледач, и се разбира ја бодри својата ќерка која се наоѓа на голот на Љуботенки. Може би има некои упатства тука од позади. Штиме? Веројатно не може да настави со игра Китановска. Влагај бе, влагај! Сепак се работи за грчеви во нозете на младата фудбалерка на ЖФК Љуботен, Китановска Росана. Еве Миловановиќ ќе го изведе овој удар. Павловска Кристина. Милеска. Убава топка тука во 16-сетникот за Илиевска, но пресилна топка.
Аут. Топка за Павловска. Моментално во двете екипи голманките го носат истото презиме. Павловска Мила од страна на домаќинките и Павловска Кристина од страна на гостинките. И во овој момент судијата Младеновски Маријан означи крај на надпреварот 7:0 во корист на ЖФК Љуботен. Драги гледачи, тука се одјавуваме од овој надпревар, ве покануваме наредната сабота на еден прекрасен дуел кој уште еднаш љуботенки ќе го играат на својот терен. Довидување. Arrivederci.